Членот на планинарскиот спортски клуб Осогово и негов претседател Тошо Антов успешно ја реализираше планираната акција за искачување на највисоките врвови на Алпите во областа Тирол во Австрија. Напорната патека и висинската разлика не беа пречка за нашиот представник кој заедно со своји колеги од Србија успеа да се искачи на врвот Гросвенедигер на 3666 метри надморска височина, а потоа и на врвот Вилчпиц на 3772 метри. Според информациите од Антов, а и од видеоснимките, може да се забележи дека претходно наврнал снег со височина од околу 60 сантиметри, поради што движењето било тежното и прилично опасно, со оглед што биле прекриени сите пукнатини и отвори во карпите. Во текот на искачувањето дневните температури пораснале, поради што дошло и до топење на снегот и мразот, како и можност за појава на лавини, што дополнително ја оттежнало експедицијата. Со искачувањето на двата врва во Австрија, Антов го потврдува добиеното признание за спортист на Кочани за минатата година, а новите успеси го вбројуваат и него и клубот за нови награди и признанија. Освен Антов и членовите на клубот за планинарски спортови Москито учествуваа во акција за искачување на планински врвови во Австрија и Словенија. Тричлената експедиција на Москито, Ангел Чогалев, Круме Цеков и Борис Поп Георгиев, по 6 дена поминати во Австрија и Италија, освоија 2 планински врва на Алпите и успешно се вратија дома. Акцијата ја започнале со искачување на врвот Грос Глокнер на височина од 3798 метри, кој што бил освоен за неколку часа. Исто така, нашата група се искачила и на врвот Сат-1 во близина на езерото Лаго ди Гарда во Италија. Третиот предизвик за планинарите од Москито за искачување и освојување на врвот Скралатица во Словенија не се реализирал. Причина за тоа биле лошите временски услови на самиот врв, што не им дозволиле на планинарите да тргнат во нова мисија.